На матурска вечер без автомобил, алкохол и психотропни супстанци беше тема на денешната трибина организирана од Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово во соработка со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Преку оваа едукативна активност од страна на полициските службеници и сообраќајни инженери, матурантите имаа можност директно од надлежните да слушнат колкави се казните доколку не ги почитуваат правилата и прописите од законската регулатива. Казните се различни зависно од сторените прекршоци. Она што го најавија од полицијата се засилени акциски контроли постојано 24 часа на ден заради долично и безбедно прославување на матурата. Нерегистрирано возило до 30 дена 100 евра казна. Над 30 дена 500 евра ви е казна. Над 6 месеци се одзема возило. Ке го украдете возило на таткови, на родители, нема да видите и ќе направите проблем. Нерегистрирано, неположени, еден куп казни имате. Потоа не можете да обвинувате никој друг. Сами сте виновни. На црвено светло поминување 50 евра. Не носење кацига, наактуелно меѓу вас, млади, нели, убаво време е сега, доаѓате во училиште со мотори, мотроцикли, мопеди, ама заштитна кацига да носите за жива глава не. Таа кацига може да ви го спаси животот. Пат од мотор е многу ризичен. Секој што паднал од мотор не завршил без повреди. Без возачка дозвола управување на моторно возило 250 евра казна. Возач почетник, ако вози сам, без придружба, во период од 23 до 05 наутро, 200 евра казна. Сите тие прослави и за свечените вечери, за главното прославување, значи да биде во рамки на долично и безбедно однесување. Долично прославување се однесува, значи, без викање, карање, предизвикување на расправи на други. Кршење, завршите со прослави во училишта, па тргнете по улици, ќе се сретнете на плоштади и слично. Движење, културно, по улици, по тротоари, без да фрлате шишиња и да оштетувате други возила или да загрозувате безбедност на други граѓани. Надлежните апелираа да се избегнуваат непријатни ситуации и насилно однесување, особено во сообраќајот. Статистиката вели дека мажите на возраст под 19 години имаат најголема веројатност да покажат гнев на патиштата, посочија сообраќајните инженери, истакнувајќи дека трибината е со цел да ги информираат и предупредат матурантите кои мерки ќе ги преземе полицијата доколку е неопходно и дека нема простување за никого.